Гнотино Битолско. Село каде што денес има повеќе штркови отколку луѓе. Низ напуштените улици и празните дворови, животот се враќа само преку крилјата на овие бели птици. Од над 100 жители. Денеска тука живеат само неколкумина. Куките стојат како неми сведоци на иселувањето што трае со децении. Но штрковите не забораваат. Тие доаѓаат секоја година, како да бројат кој останал. Жителите велат дека тие се символ на надеж и враќање. Во селото се раѓаат помалку луѓе, но секоја година се раѓаат нови штркови. Децата одамна се заминале, но птиците се тука. Сега тука пред нас, ние си навлегуваме во селото Гнеотино. Тоа е едно интересно село, познато меѓу другото и по големите јата на штркови кои што тука живеат и се населиле. Да кажеме, иако за жал денешно време има многу повеќе штркови отколку што има жители. На патот еден од жителите. За среќа. Меѓу ретските, веројатно. Превселени се Битола од 80-тите години. Ради училиштето го затворија, децата требаше да учат и остана селото празно. За ова село велат дека има повеќе штркови отколку што има луѓе. И кучиња. Колку останавте? Колку останаа луѓе? Колку има 20 души, неколку фамилии се. Тешко ли е тука да се живее? Кажавте, нема училишта, нема каде да се оди на лекар, нема ништо и... На лекар во Новаци одат, појте Битола. Ние таму седиме, овде идиме, вака да одржаваме да не се распусти. А од кога има волкујата на штркови? Од секогаш имало толку многу? Од секогаш биле ти. И си останува, сега има направено на секоја бандера и на секоја си направя се. Инаку по куќите правеа порано. Мислите ли некојаш дека ќе се вратат луѓе во селото? Да видиш да не веруваш. Па да, ние бевме вчера, Нема шанс. не видовме никого. Нема шанс. Младите си ојдеа сите, останавме ние старците, урупите да не речем. А големо село беше порано? 30 и неколку куќи. Значи секогаш било помало село, ама сега е Беше, празно. ама живо село беше додека имаше продавница, имаше младеж појќе. Так. Од кога го затворија училиштето, сето се испушти. За штрковите Гнотино е дом што не се напушта. За луѓето остануваат спомените и надежта. Во село со повеќе штркови отколку луѓе, животот продолжува на свој начин.